Неуспешниот референдум е тежок политички удар за премиерот Заев. Светските агенции во своите оценки за вчерашниот референдум унисоно заклучуваа дека договорот од Преспа владата ќе продолжи да го турка, но дека ниската излезност и тоа како го погодила рейтингот на претседателот на владата. Германската државна агенција ДПА објавува дека договорот од Преспа е се уште актуелен и покрај неуспехот од референдумот, а нискиот одзив е политички удар за Заев, кој за ова прашање вложи голема политичка тежина. Американската Associated Press пренесува дека референдумот за промена на името на Македонија добил огромна поддршка, но излезноста на гласачите сепак била мала. Премиерот Зоран Заев се надеваше на силна поддршка на референдумот за тоа дали да се прифати договорот со Грција што го менува името на земјата во Северна Македонија. Тоа ќе му помогнеше во следниот чекор за освојување парламентарна поддршка за потребните уставни амандмани. Договорот со Грција се соочи со гласна спротивставеност од значителен дел од населението од двете страни на границата, а тоа покажува дека нивните влади им дале премногу отстапки на другата страна и со тоа ги оштетиле националните интереси и идентитет. За француската АФП, македонските гласачи го поддржале планот за преименување на земјата со цел да се стави крај на деценискиот спор со Грција, иако референдумот бил неуспешен поради нискиот одзив на гласачите. Ројтерс пак оценува дека референдумот за промена на името на Македонија не успеа да обезбеди 50% одзив на гласачите за да биде валидно гласањето. Референдумот во земјава природно е доминантна тема и во Грција. Ефимерида излезе со наслов "Тешки облаци надвиснаа над Македонија", додека грчки Капитал коментира дека владата без сомнение е губитник на референдумот, бидејќи и покрај јасната поддршка од меѓународните играчи и учеството било помало дури и од најпесимистичната прогноза. ЕФСИМ пишува дека Заев го добил резултатот, но не го освоил облогот, а Грик Репортер пак резонира дека референдумот всушност ја потврдил поделбата на грчката влада, бидејќи премиерот Ципрас го поздрави успехот на Заев, а министерот за одбрана Каменос напиша дека референдумот пропаднал.